Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Граѓаните покрај навредите од Заев и Царевска го трпат и неуспехот на секое поле во општеството предизвикан од нивните лоши политики и неспособност. ВМРО-ДПМН предупреди за хаосот предизвикан од неадекватното справување со ковид пандемијата во делот на образованието кој го живееме денес. Но власта не презема ништо. Епилогот е секојдневно зголемување на бројот на заразени ученици и наставници. Уште поголема е бројката на оние кои се во самоизолација. Образованието не е на листата на приоритети на владата. Секојдневно имаме инфицирани наставници, ученици, негувателки од градинки, мали деца. Фактите го говорат следново. Националната платформа не постои. Едукацијата на наставниците е неуспешна, дел од нив се уште немаат компјутери. Голем број на ученици воопшто не се приклучуваат на наставата и оние 40.000 деца останаа без технолошки средства за следење онлайн настава. Власта се соочува со неуспеси на полето на образованието. Вадат паушални статистики дека околу 88% од учениците непречено следат онлайн настава, но никој не кажува како дошле до таа бројка. Директорите на училиштата секој ден во 10 часот добиваат апликација во која ги регистрираат проблемите и причините за нив. Каква е таа апликација? Иста како платформата? Зошто директорите, односно партиските кадри, даваат одговори наместо учениците и родителите? И што е со останатите 12% ако може да се верува на статистиките на власта? Хаосот е дотолку поголем со ребалансот на буџетот, со кој власта крати 21 милион евра од ставките за образование, реконструкција и изградба на студентските домови. Или подетално, ги крати скоро сите 7 милиони евра за справување со COVID-19, додадени со првиот ребаланс на буџетот. Од парите наменети за развој на образовниот систем, на основците се кратат 5 милиони евра, а во средното образование 2,2 милиони евра. Дополнително, минусирани се цели 11,6 милиони евра наменети за функционално образование, какво што заслужуваат идните академски граѓани. Министерка Царевска, после се ова, со нетрпение го очекуваме вашето ново видео на социјалните мрежи, на кое со насмевка ќе зборувате како виртуелната училница во некој аспекти е предизвик. Но по гасењето на камерите ќе се соочувате со вашите нелогичности. Министерке, треба да поднесете одговорност за хаосот во образованието, за кој сте директно виновна. Ви благодарам на вниманието.